За денеска ќе започнеме најнапред со Откровение, 12 глава, 17 стих. Откровение 12-17, многу добро познат стих нам, кој што треба да го знаеме и наизуст. Значи, Откровение 12-17. И змеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, или против остатокот од незиното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Стих кој што не води токму во последното време, кога на удар ќе биде не Божјата црква, како што знаеме да кажеме, туку остатокот од Божјата црква, како што самиот стих вели. Оние кои што ги пазат Божите заповеди, значи, забележуваме овде две карактеристики за овој остаток, кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. И што е Исусовото сведоштво? Тоа е сите оние писма, сето она што сведочи за Христа, односно целата Библија, но и тоа што тој го сведочи преку пророците до црквата, па и до црквата на последокот. Тоа е Исусовото сведоштво. Ако читаме во Јован 5:39, значи за момент само да се подсетиме, Исус им вели на израелците, на старешините: вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. Целото писмо, целата Библија денес што ја имаме, сведочи за Исуса. Централна фигура е Исус. Сега, обично како адвентисти знаеме, Откровение 12:17, обично го поврзуваме со Откровение 19:10, кој што ни дава одговор што е Исусовото сведоштво, поточно во контекст на она што сакам денеска да го зборувам. Значи, Откровение 19:10, овој стих гласи, значи, во ситуација кога Јован паднал на колена пред ангелот, па ангелот му се обраќа и му вели, односно, кажува Јован, вели, и паднав пред неговите нозе, да му се поклонам. И ми рече, значи, тој ми рече, ангелот, не прави го тоа, јас сум сослужител твој и на твоите браќа, кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. Многу јасен одговор. Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. Живееме во време кога многу работи се актуелни, за жал, негативни работи кои што се случуваат на црквата, па во тој поглед беше, нели, неодамнешниот семинар, нели, како да го наречем, во Врнешка бања, на кој што некој од вас беа, нели? И баш темата беше околу улогата на духот на пророштвото и улогата на Елен Вајт. Па во тој правец и од тоа сум потикнат да преговорам малку на оваа тема, иако и порано, некојаш поодамна имаме зборувано. Да видиме која е улогата на пророците во Божјата црква, која е улогата и на сестра Елен Вајт, која што ние ја признаваме како пророк на последното време. Најнапред би прочитал еден цитат кој што е запишан во Пето сведоштво до црквата, на 672 оригинална страна или 463 страна од македонскиот превод, ако тоа ви значи. Вели вака цитатот: Сатаната има намера да ја ослаби верата на Божиот народ во сведоштвата. Ако луѓето се сомневаат во сведоштвата, во кои некојаш верувале, Сатаната знае дека тие нема да застанат на тоа и затоа ги удвојува своите напори, доека не ги наведе на отворен бунт, кој станува неизлечив, значи со текот на времето, и завршува во пропаст. Многу јасен цитат. Поделу ќе читаме уште појасен.
кој што само ќе ни каже, ќе ни укаже на тоа, на вистина во кое време живееме. Сатаната има намера, има за цел да ја ослаби верата на Божиот народ во сведоштвото. И ако луѓето почнат да се сомневаат, тој не застанува на тоа. Го знаете, ако го отфрлите духот на пророштвото, списите на Елен Вајт, инспирирани од Духот Свети, и полека, но сигурно ќе почнете да ја занемарувате и Библијата, затоа што е напишана од истиот дух. И се доека ѓаволот вели не ве доведе до отворен бунт, а знаете, во некои од минатите саботи зборувавме за тие отворени бунтовници. Кои беа? Каин, почнавме од Каин, па ги спомнавме вавилонците, уште при град Нимрод, чисто име, нели, во превод значи бунт, изградбата на онаа кула вавилонска. Значи, ѓаволот не застанува само на сомнеш, туку ќе ве одведе се до пропаст, затоа што тоа му е целта. Сега да видиме преку неколку стихови, која е улогата и на пророкот, односно како прво, што е, да видиме што е пророк. Најнапред во Еремија 1 глава, ќе читаме стихови од 5 до 9, ова е повикувањето на Еремија. Самото повикување од страна на Бога и назначување за Божи пророк. Многу интересни стихови овде од 5 до 9, кои што ни откриваат многу работи. За тоа што е пророкот, што е Божиот пророк. Зборуваме за вистински пророк. Еремија 1 од 5 до 9. Пред да те вообликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Господ не знае уште од таму, уште од утробата. Пред да излезеш од мајчината утроба, јас те посветив. За пророк на сите народи те поставив. Видите, уште кога бил избран Еремија, уште од мајчината утроба, да му служи на Бога, како пророк Божи. А јас реков, вели Еремија, ах, Господи Боже, ета, јас не знам да зборувам, дете сум, уште сум мал, млад. А Господ ми одговори, не зборувај дете сум, туку оди кај оние кај кои те праќам и речи им го сето она што ќе ти го наредам. Еве овде веќе гледаме еден елемент. Што е Божиот пророк? Божиот пророк е, со модерен речник, Божи портпарол или гласноговорник, односно она што Господ ќе му го каже, тоа пророкот го вели. Значи гласноговорник. Не бој се, вели од нив 8 стих, зашто јас сум со тебе за да те избавам, говори Господ. И тогаш Господ ја протегна раката, ја допре мојата уста, вели Еремија, рече, еве ги ставам моите зборови во твојата уста. Еве, уште еднаш овој елемент, уште подиректно. Господ вели, еве ги ставам, го допира до устата, и вели, еве ги ставам моите зборови во твојата уста. Божиот пророк е оној кој што треба да ја соопшти пораката која што доаѓа од Господа. Се одиме во Евреите, послание до Евреите, 1 глава, 1 стих, во подкрепа на овие стихови што претходно ги кажав. Евреите 1.1. Ќе очитаме првиот дел од стихот, што тој не е битен. Бог, кој од стари времења многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците. Значи, Господ се служи преку пророците да им говори, да им зборува, да им се обрека, да му се обрека на Божиот народ, на сите нас, денеска. Амос, 3 глава, 7 стих, познат стих исто. Че еден од малите пророци. Амос 3.7. Еве што друго е пророкот и што прави пророкот. Господ Бог, значи Амос 3.7, Господ Бог не прави ништо, а да не им ги открие своите намери на своите слуги пророците. Силен стих.
Господ преку своите слуги пророци им ги открива своите намери на народот свој. Која предност е да се верува, односно да се прифати Божиот пророк, пораката на Божиот пророк, затоа што тоа е порака Божја и дури стихот вели дека им ги открива намерите, тоа што ќе се случи. Видовме во претходниот цитат што го прочитавме од Пето сведоштво, дека Господ преку своите пророци им ги открива дури намерите на сатаната. Или читавме, намерите на сатаната се да ја ослаби, значи верата на Божиот народ во сведоштвата. И целата книга Големата борба е всушност едно прекрасно дело, делумно историска книга, но меѓутоа делумно, вториот дел од книгата и пророчка книга, каде што Господ преку сестра Елен Вајт ги открива намерите на сатаната во последното време, во кое што живееме. Кое што е навистина од голема предност да ги познавате тие информации, затоа што ќе знаете како да се браните. Не дека тоа го можеме ние во своја моќ, но сепак информација како информација е добро да се знае. Отваряме сега во прва книга Самуилова, 28 глава, 6 стих. Прва Самуилова, 28:6. Ова е откако Саул веќе е отфрлен, одземено му е царството, и тоа е во една безизлезна ситуација. Знаете, на време од пророкот Божи примал совети, но пророкот Божи е починат веќе, Самуил. И сега го имаме Саул во ситуација во 28 глава 6 стих, прва Самуилова, кај што вели, писмото вели, Саул го праша за совет Господа, но Господ не му даде одговор, ни во соништата, ниту преку Уримот, ни преку пророците. Стих од кој што гледаме дека Божиот пророк има и советодавна улога. Чи дава совети, секако добри совети, за тоа како да живееме, и ние како поединци, но како да живее и самата црква. Сега одиме во Откровение 1 глава 1 до 3, значи само гледаме стихови каде што ја гледаме улогата, и што значи пророк, меѓутоа и улогата на пророкот. Откровение 1 глава од 1 до 3, значи воведот во самата книга на Откровение, оние познати зборови, кои што гласат вака. Откровение на Исуса Христа, што Бог му го даде, за да им покаже на своите слуги што треба да стане скоро. Знаеме дека Откровението заедно со книгата на пророк Даниел се баш книги кои што треба се проучуваат во последно време, затоа што укажуваат на настаните за времето во кое што живееме. Значи, што треба да стане скоро? И тој го покажа тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован. Пророкот Јован. Преку пророкот Господ сака да покаже што ќе стане скоро. Кој го посведочи Божјото Слово, вториот стих, и сведоштвото на Исуса Христа, го сведоштвото на Исуса Христа овде спомнато, се што виде во тие виденија. Јован, на кого што му беше покажано од Господа, односно преку ангелот, или како што вели во првиот стих. Третиот стих, блажен е кој чита. Интересен е овој стих. И треба да ќе го повторам два пати ако треба. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Значи, еве, Господ преку својот слуга Јован ви дава што ќе стане скоро. А вие сте срекни, ќе бидете срекни и блажени ако читате, ако ги слушате зборовите на тоа, на пророштвото, и ако го пазите напишаното, зашто времето е близу. Во кое време ние живееме? И дали времето е близу? Па, со години на нас за тоа се проповеда и тоа се збори. Јас не знам дали
било некојаш поблизу од времето во кое што живееме. Какви превирања се случуваат за кратко време на политичко, на економско, на било какво глобално ниво во светот. Време во кое што и текако ни се потребни пророчките списи на сестра Елен Вајт. А ѓаволот е тој кој што сака да ги тргне од Божиот народ. Јас неколку пати сум кажал, јас не знам на што ќе изгледаат моите проповеди, ако ги нема списите на сестра Елен Вајт. Ќе бидат многу сиромашени. Како што видовме погоре, значи нема да знаеме што ќе стане скоро, нема да знаеме како да се одбраниме од лукавштините и нападите на ѓаволот. Од каде совети, кој ќе ни даде совети, добри совети за тоа како да живееме, ако го немаме пророкот Божи. На црквата е потребен пророчкиот дар. Еве зошто? Ефесијаните 2:20, сега ќе видиме неколку стиха. Зошто е значаен пророчкиот дар за Божјата црква и посебно за црквата на последокот? Ефесијаните 2:20. Внимавајте што вели Павле овде. Надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголниот камен е самиот Христос Исус. Ние, како живи камења, во еден друг стих, нели вели, мислам Коринќаните беше, се надзидуваме основата Исус Христос, односно аголниот камен, оној камен што се става на аголот, нели кој што бил отфрлен, кој што ги врзува сите. Но вели овде стихот дека во основата спајаат и апостолите и пророците. Видите, пророците се самата основа на црквата Божја. Заедно со апостолите. И Исус Христос нормално. Ефесијаните 4 глава, значи 2 глави понапред, од 11 до 14. Што, како гласат овие стихови? Од 11 до 14. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, други за пастири и учители. Едно чудо дарови дава Светиот Дух. Зошто? Затоа што тие дарови се битни за црквата. Зашто? 12 стих вели, за да се усовршат светите, за телото на службата, за изградување на Христовото тело, не само што се основа, меѓу другото и пророците, нели овде се спомнат и евангелистите, и апостолите, пастири, учители, за изградба на Христовото тело. И на секој од нас. Како дел од тоа тело. 13 стих. Вели, доека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мера на Христовиот раст. Сите овие дарови, меѓу кои и пророчкиот дар, се битни за да дојдеме до совршенство, за да се изградиме до онаа полна мерка на Христовиот раст, на Христовиот карактер. И не само тоа, 14 стих вели, за да не бидеме веќе деца, кои ги лулее и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Овде има клучна улога пророчкиот дар, како што кажав претходно. Господ преку своите пророци ни открива што ќе биде. Господ ги открива не само своите намери, туку и намерите на противникот, на сатаната. Овде вели, за да не бидеме веќе деца кои ги луле и ги носи секој ветер на наука. Нас Господ преку сестра Елен Вајт ни открил какви се лажни науки ќе доаѓаат. Како се да ги очекуваме да се справиме со нив. Како да се одржиме во верата. Многу значаен овој дар. Пророчкиот дар. Сега идеме во прва книга Самуилова 9:9. Овеќе го спомнавме, но вреди да се прочите овој стих. Прва Самуилова 9:9. Некогаш во Израел, кога би оделе да го прашаат Бога за совет, се велеше: ајде да појдеме кај видовитиот.
Зашто кого денес го нарекуваат пророк, некојаш беше викан видовит. Значи, во Израел, кога сакали израелците да го прашаат Бога за совет, каде оделе? Кај пророкот. Оно што и претходно го кажавме, затоа и Саул барал совет од Господа. Доека Самуил бил жив, па не му ги прифаќал советите, откако умрел тогаш, ќе бара совет од Господа. За совет, а навистина ние буквално секој ден во животот некојаш ни е потребен совет за тоа како да постапиме, каква одлука да донесеме, кој чекор да го дадеме. Испистина сестра Елен Вајд, оној кој што ги чита, оној кој што верува во незиниот пророчки дар, навистина се исполнените не само со пророштва и со тоа што ќе биде, туку и од најситни совети. За препастувачки, значи за денешниот свет денеска, па и за самите нас, да жена која што живеела во 19 век, поголемиот дел и малку од 20, почетокот на 20 век, да знае работи, не дека она ги знаела со четврто оделение. Господ ја открил работи кои што денеска, значи некои од тие работи не се открини или сега се открива на нутриционистите, на еден куп научници. За здравата храна, за здравиот начин на живот, за хигиена, за се, буквално за се. Тоа се значени совети за нас. Од нашиот практичен живот, од обичниот живот, нашиот духовен живот, буквално за се имате совети. Па така имаме нели и книги, совети за живот и исхрана, совети за воспитување на детето и така натаму, совети за учители, за студенти. Чи Божиот пророк, меѓу другото, има и совет од давна улога. Псалм 29:18. Се извинувам, ова е Пословици. Пословици 29:18. Познат стих. Каде нема откровение, значи Пословици 29:18. Каде нема откровение, пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Тие совети, тие пораки што Господ ги праќа преку својот пророк, меѓу другото имаат за цел да го држат правецот на црквата. Имајте што вели овде, ако нема пророчко откровение, народот се разуздува. Во секој поглед. Ви денеска, ако видите, ако земете оному каде што не се јасни, можеби, навидум нејасни се списти на Елен Вајд, или таа недоволно се изјаснува по некој предмет, тука имате највеќе разидувања во верувањата на адвентниот народ. За жал, во последно време имаме разидувања и одстапувања и во оние работи, во оние области каде што таа е сосема јасна. Еве ја спомнавте музиката. И има ред други работи. Втора книга Летописи 36:15. Втора книга Летописи или Дневник 36:15. Господ Бог на нивните татковци испраќаше кај нив рано своји гласници, ги праќаше постојано, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Пророкот носи утеха, носи охрабрување, тоа што исто така многу често се забележи во списти на сестра Елен Вајд. Осија 12:13. Многу силен стих исто. Осија 12:13. Но преку пророк Господ го изведе Израел од Египет и преку пророк тој го чуваше. На кога алудира овде Осија? На Мојсе. Го водеше низ пустината. Го чуваше. Не му беше лесно на Мојсе, меѓутоа и те како беше потребен за да го води народот сите тие 40 години.
колку нам ни е потребно да се срелем вајте незините списи, денеска кога ние се уште талкаме низ пустината. Се уште не сме влезени во Хана, ние сме на самиот прак пред влезот во Хана. Ете, тука имате паралели. Еден куп паралели. Можеме некојаш во иднина да зборуваме за паралелите кои што ги има меѓу Јован Крстител, како пророк, кој што Господ го праќа како претеча пред првото Христово доаѓање, да кажем. И Елен Вајт, паралела меѓу Јован Крстител и Елен Вајт, како пророк што Господ го праќа до Божиот народ, за да го подготви патот за второто Христово доаѓање. Еве овде видовме паралела меѓу Мојсеја и Елен Вајт. Мојсеј што ја водел црквата Божја, Божиот народ низ пустината тоа време, и списти на Елен Вајт и незините совети за водство на Божиот народ во денешно време низ пустината. Само накратко ќе го спомнам примерот со Јосафат, царот Јосафат, еден од добрите цареви на Јужното царство, на Јуда. Од неодамна исто така Брадјан изборуваше за овој случај, но само накратко ќе нафрлам, ти времето не гази. Во втора летописи, кој сака да прочитае дома, втора книга Дневник или летописи, 18 глава, се случува сојуз меѓу Јосафат и Ахав. Го знаеме пак Ахав кој е. Еден од најзлобните цареви на Северното царство. Царувањето на Ахав и Језавела. Заедно да завојуваат. Ахав бара подршка од веќе својот роднина, се родиле затоа што веројатно знаете дека синот на Јосафат ја зел за жена керката на Језавела и Ахав. И така се родиле. И нормално сега, дали по таа врска или како и да е, Јосафат тука малку попуштил, ова е можеби единствениот негов кикс, за кој што читаме. Сакал Ахав да си го поврати галатскиот рамот и бара подршка од Јосафат, и овој се сложил да одат заедно во бој против арамејците, против сириците. Но најнапред рекол, дај да се посоветуваме, еве го, повтораме она идеја, совет да побараме од некој Божи човек, Божи пророк. И што направил Ахав? 400 пророци довел. Веројатно ги регрутирале после, знаете, оној поколј на Кармел. Многу лесно, значи, кога државата плаќа, мислам, регрутира, значи, од буџет, средства, многу лесно можете да соберете пророци и да ви кажат, вие што сакате да слушнете. Тоа се лажните пророци. Лажните пророци му го говорат на народот тоа што народот сака да го чуе. А вистинскиот пророк, како што видовме, го изнесува Словото Божие, она што Господ му го кажува, тоа ќе го каже. И знаеме, овие 400-ните рекле, оди во бој, ќе ја добиеш битката, но Јосафат не бил задоволен со тоа, па рекол, ај уште некој ако има, и знаеме тука е Михеј, Божиот пророк Михеј. И Михеј рекол, да скратам, знаете дека има тука малку една пародија и драма, меѓутоа Михеј рекол, немојте да одете, затоа што целиот Израел ќе биде распрснат по сите гори, ќе остане без пастир, мислејќи без царот. И Ахав, колку и да не верувал, или го мразел, како што вели таму Михеј, затоа што Михеј никогаш не му кажувал добро, туку секогаш му пророкувал зло, а како и очекувал тој кога бил зол цар и правил се што е спротивно на Божјата волја. Што очекува од Божиот пророк? Сакал да ја изигра целата ова ситуација, значи не верувал, ама си рекол, чекај, дај, јас нема да се облечам во царска облека, а Јосафат нека си биде во царска облека. Но што се случува? За малку ке можел да го изгуби животот Јосафат поради овој кик што го направил. Но Господ во својата милост го сочувал, иако не го послушал советот на Божиот пророк. А Ахав загинал, тоа вели таму стихот при крајот на главата, од случајно обтегнат лак од стрела. Случајно, сосема случајно, ама Господ
кога треба да оствари некоја цел, ќе ја оствари. И таа стрела точно се зарила во телото на Ахав. И подоста, нели, тој ќе почине. Е, сега Јосафот научил лекција веројатно од тоа. Во 20 глава на втора книга Дневник, во 20 глава, Моавците, Амонците и некои од Меунците овде вели завојувал против Јосафот. Се вели на почетокот од главата. Еве, втори стих ќе читам, втора летописи 20 глава. Ама Јосафот ја доби оваа вест. Против тебе доаѓа големо мноштво од онаа страна на морето. Што мислите, од кого добил ваква вест? Повторно од Божите гласници. Од Едом, ене го во Асасон Тамара, односно во Енгад. Јосафот се исплаши и почна да го бара Господа. Да прогласи пост посета Јудеја. Нема да слуша ни Ахав, ни не знам кој, човек, смртник, не. Му доаѓа порака и тој прогласува пост. Го бара Господа. Бара решение, затоа што знае дека решението само кај него. Вели 4 стих, јудејците се собраа да го бараат Господа. Доаѓа од сите јудејски градови за да го бараат. Веројатно Јосафот веќе ги научил како треба претходно за време на своето царување. Се собрале тука и жени и деца, вели самиот текст подолу. И видите што вели во 6 стих. И рече, му се обраќа на Господа: Господи Боже на нашите татковци, Ти си Бог на небото и владееш над сите криво божечки царства. Во Твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред Тебе. И понатаму, значи го величе Господа, да не читаме се, вели 12 стих, исто така би го истакнал: О Боже, зар нема да им судиш на овие кои што не обкружија, не нападнаа? Зашто во нас нема сила спрема тоа големо мноштво кое доаѓа на нас. Ниту ние знаеме што да правиме, туку очите ни се насочени во Тебе. Надеж само во Господа. Тоа е оно што го зборувавме од минатите саботи. И сега еден Божи пророк вели во 15 стих, им праќа порака: Слушајте сите јудејци, ерусалимци и ти, цару Јосафате, Господ ви зборува вака: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, туку Божја. Препуштите се на Господа. И знаеме како извојувале победа. Трубачите, оркестарот напред. Се случила таква побуна меѓу амонците и моавците, да самите се испотепале, се истребиле до последниот, вели, до последниот, не останал ни еден жив. Каква победа! Но зошто? Затоа што царот во овој случај го послушал Божиот пророк, го послушал гласот Божи преку Божиот пророк. За разлика од првиот случај кога за малку ќе го изгубил својот живот. Еден куп поуки за нас. И само да го спомнам, да го нагласам еден од моите по-омилени стихови во 20 стих, значи втора Дневник 20.20, многу лесен за помнање. Втора Дневник 20.20. Ова е уште пред самата битка. Поранија наутро и тргнаа кон пустината Текои. Кога излегуваа, Јосафот застана и рече. Ова е порака до секој еден од нас, но посебно порака до сите оние кои што или веќе ја отфрлиле Елен Вајд, или пак се натаму тргнати. Посебно до раководството на црквата, на локални цркви, каде и да има вакви обиди. Чујте ме, еј, јудејци и ерусалимци, им се обраќа Јосафот. Надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. За да Божјата црква се одржи, за да Божјата црква успее, за да секој од нас успее, и како му е потребен гласот Божи, кој што Господ го праќа преку својот пророк, своите слуги, а за ова наше последно време преку сестра Елен Вајд. И ќе завршам со неколку цитати на крајот, кои што и те како треба да не замислат. Ова што се случува во црквата и отфрлањето на списите на Елен Вајд, самата сестра Елен Вајд го прорекла. Уште еден доказ дека е вистински Божи пророк. Самата го нагласува и јас се чудам како тоа луѓето го читаат и како тоа ова не ги допира.
Меѓутоа не е ни чудно кога човек е заслепен, духовно слеп. Тоа ви е исто како кога Исус виси на крстот и го цитира 22 псалм. Боже мој, зошто ме остави? Сите слушаат, на сите им е јасно, израелците го читале Стариот Завет. Поготово експертите, книжниците, закониците. Го слушаат, го гледаат, учествуваат во таа сцена на распнување на Божиот Син, во исполнување на пророштвата, а заспани, слепи. Тоа не доаѓа туку така, значи тоа оди постепено, како што видовме минатиот пат. Не, но туку да ги послушаме цитатите на крајот. Сите се земени од книгата Настани на последното време. Мислам, тие имаат своји извори, знаеме дека Настани на последното време е компилација, и тоа од она проширено издание, старото издание што го имаме. Од главата Решетање. Значи, главата Решетање, така најлесно ќе памтете, видите таму, прочитате ја главата, ќе видите како сето тоа ќе се одвива, значи решетањето во последно време, и еве да ги послушаме овие цитати. Едно е сигурно, адвентистите на седмиот ден, кои ќе застанат под знамето на сатаната, адвентистите на седмиот ден, кои што ќе застанат под знамето на сатаната, прво ќе се откажат од својата вера во предупредувањата и укорите содржани во сведоштвата на Божиот дух. А духот на пророштвото, сведоштво на Божиот дух, Исусово сведоштво, како сакате наречете го. Тука не спаѓаат само списите на Елен Вајд, тука спаѓа целата Библија. Се е тоа сведоштво Христово. Чи прво што ќе направат, ќе се откажат од својата вера во предупредувањата и укорите. Кој сака да слуша укори? Кој сака да биде укорен? Следниот цитат вели: непријателот ги вложил своите мајсторски напори да ја расклати верата на нашиот народ во сведоштвата. И токму тоа е она што сатаната би сакал да се случи. Оние кои ги наведуваат верниците да не им обрнуваат внимание на предупредувањата и укорите од сведоштвата на Божиот дух, ќе доживеат да видат како ги преплавува бран на секакви заблуди. Разузданост, како што читавме порано, заблуди, попуштање во стандардите, само затоа што ги одвраќаат, вика, верниците, ги наведуваат верниците да не обрнуваат внимание на сведоштвата на Божиот дух. И оној клучниот цитат и за крај, исто земен таму од главата Решетање, кој што само ни потврдува и ни кажува дека живееме во последното време. Слушате го. Последната голема измама на сатаната. Мавете вели, последната голема измама на сатаната. Нема да има друга, таа е последна, тоа е последно време. Последната голема измама на сатаната ќе биде обидот да го поништи влијанието на сведоштвата на Божиот дух. Да го поништи влијанието на духот на пророштвото. Тоа е последната голема измама. И се цитира сега оној стих што го веќе спомнавме, Пословици 29:18, каде нема откровение пророчко, народот се разуздува. И продолжи уште малку два реда од овој цитат, вели: сатаната ќе работи остроумно на различни начини и преку различни орудија, за да ја поколеба довербата што Божиот народ на остатокот ја негува во вистинското сведоштво. И гледаме, за жал, сведоци сме дека тој и го прави, и тоа толку успешно и остроумно, но јас верувам, јас сум убеден дека остатокот, така вели Откровение 12:17, ќе го задржи и законот ќе го одржи и ќе го има Исусовото сведоштво. Така вели стихот. Ете зошто змеот на крајот, односно ѓаволот, ќе се разгневи и ќе удри на остатокот. Зашто нема цела црква да го одржи Исусовото сведоштво. Веќе сме сведоци на тоа дека се повеќе и повеќе се отфрла духот на пророштвото. Еве, извадивме доста стихови, цитати, факти, па вие одлучете, драги мои браќи и сестри, дали ќе одиме понатаму со
сестра Елен Вајт и незините списи, кои што имаат многу битно место. Секако Библијата е на прво место, да не ме сватите, темата е таква, па може некој да добие впечаток дека еве сега ја величаме нешто посебно Елен Вајт. Таа е само еден од пророците, од низата на пророци, но најбитниот за наше време, затоа што е пророк за последното време. Одлучите дали ќе одите во тој правец или пак ќе послушате некои поинакви гласови во иднина, кои што може да допрати да дојдат многу скоро и овде во Македонија. Дека му е слава на Господа, јас можам да кажам, за Библијата, за Исусовото сведоштво, за списите на Елен Вајт, за целата вистина. Нека му е слава на Господа. Уште еднаш. Амин.